Аптеките да бидат ослободени од објавување цени на интернет, побараат Сдруженијето на приватни аптеки. Според нив, обврската е несоодветна затоа што не се обични трговци и ќе создаде дополнителен товар за фармацевтите. Барањата ги испратиле до Министерството за економија и кабинетот на премиерот. Приоритетната наша улога е давање на здравствена грижа кон пациентите. Со носењето на овој нов правилник, едноставно се намалува можноста да ние како здравствени работници се фокусираме на нашата основна здравствена дејност. Сите ние се соочуваме со намален број на фармацевти. На некој начин квалитетот на услуга ќе се намали токму заради тоа што ќе немаме доволно време фармацевтите да одвојат за фармацевската грижа и издавањето на лекови. Од владата потврдија дека барањето е пристигнато и ќе биде разгледано. Во однос на врската која произлегува од законот, како влада може да кажеме дека истата очекуваме да биде почитувана од сите засегнати кои ги опфаќа законот. Стопанската комора на трговци на големо и мало пак побара дополнителен рок за изработка на веб страници. Значителен дел од малите трговци се уште се во процес на адаптација, од технички, финансиски и кадровски аспект. Станува збор за реална потреба од дополнително време, со цел квалитетна и одржлива имплементација, велат од комората. Министерот за економија со нив ќе има средба после великденските празници. Дурмиши вчера го образложи правилникот, почнувајќи од утре, сите поголеми маркети, аптеки, бутици и продавници за бела техника, играчки, железари, на веб страница мора да ги истакнат сите производи што ги нудат со сенивните цени. Ке треба да ги ажурираат секој работен ден до 10 наутро, а во случај на попуст мора да биде означена и редовната цена, процентот на намалување, како и времетраењето на акцијата. Објавите на социјалните мрежи нема да се важат. Ослободени се само трговците кои имаат до 10 вработени. Ова следи откако во февруари пратениците го изменија законот за потрошувачи и им дадоа рок од 45 дена на трговците да се прилагодат. Тој што нема да го почитува законот, ќе добие казна и до 10.000 евра. Мартин Арсов, Сител телевизија.